Податоците со кои се располага во однос на новиот коронавирус во светот засега се ограничени. Познати се ризичните групи на луѓе, но особено внимание се посветува на трудниците. Бројот на регистрирани трудници заболени од COVID-19 засега во светот е многу мал, но ситуацијата постојано се менува, вели гинекологот доктор Борислава Спироска. Докторката ги објаснува ризиците и сите познати информации кои ги засегаат бремените жени во врска со ова заболување. Доколку во исти услови една трудна и една нетрудна пациентка исто се однесуваат дали трудницата полесно ќе се зарази, само заради тоа што е трудна. Не, кратко и јасно, значи доколку се почитуваат препораките кои што се дадени од Светска здравствена организација, кои што веќе сите ги знаеме, нели тоа е држење на дистанца, често мење на раци, така натаму да не ги повторувам, трудницата само заради тоа што е трудна не е во ризик полесно да се зарази од нетрудното население, односно нетрудната жена. Кога веќе ќе биде заразена жената, која што е трудна, дали болеста кај неа ќе има потежок изглед или потешка клиничка слика отколку жената што не е трудна. Повторно кратко да одговорам на прашањето е не, дека трудницата во никој случај нема да биде позагрозена по незиниот живот и здравје само заради тоа што е трудна кога е заболена со COVID-19. Меѓутоа, ова се однесува на трудниците кои што се во добра здравствена состојба, значи трудници кои што во медицинската историја немаат запишано други болести, не се болни, туку се само трудни и болни од COVID-19. Од друга страна, постои една група на трудници по кои покрај тоа што се бремени пациентки, имаат други заболувања како на пример хипертензија, тоест покачен крвен притисок, дијабетес мелитус, односно шеќерна болест и така натаму, кои што трудници, оваа втора група, ги става во малку поризична група за изгледот на клиничката слика и незиниот тек, односно исход. Доктор Спироска информира дека важно е во кој период од бременоста се манифестира болеста кај трудницата во однос на ризик факторите. Во однос на плодот, COVID-19 има различен ефект, различен тип на последици во тоа, зависност од тоа во кој семестар, односно триместар од бременоста ќе се зарази, да речеме условно, трудницата. Доколку се случи тоа во првиот триместар, последиците се малку посериозни заради тоа што во тој прв триместар се случува органогенеза на плодот. Тоа е еден толку фин и прецизен процес кој што не треба да трпи надворешни влијанија, како што е температурата, која е главен симптом на COVID-19. Така да во услови на покачена телесна температура, кај трудница која што е бремена 6, 8, 10, па дури и 12 недели, ќе има поголеми последици таа болест по плодот кој што понатаму ќе се развива, отколку кај трудница која што би се заразила со вирусот во третиот триместар. Против природата не се може, на тоа не учи оваа ситуација, вели доктор Спироска. Бременоста зачната по природен пат не може да ја ограничиме, истакнува докторката, но во однос на посакуваната бременост и тоа во случај на вештачко оплодување, таа советува да се почека доколку не е веќе започнат самиот процес, бидејќи посетата на медицинските установи периодов е ограничен, а и при прегледите не е можно да се почитува мерката на оддалеченост, додава доктор Спироска.